Мостот кон можностите и пречките. Насекаден во светот, секојдневно се раѓа барем едно лице со попреченост. Во Македонија има околу 90.000 лица со посебни потреби. Јас сум Јошев Боја од Кавадарци, лице со оштетен вид, кој е скоро 99% оштетен. У нашето здружение членуваат околу 60 члена. Инаку инвалидните лица кои се со оштетен вид, кои се тотално слепи, потешко се движат во општеството, кои се соочуваат со поголеми бариери, например како тактилни патеки што ги немаме низ градот, не се доволно направени и моментално да бидат послободни патеките, тротоарите кога се движиме од коли и поголемо озвучување да има на семафорите, да може полесно да се движиме ние инвалидните лица. Инаку нашето здружение, инаку спортуваме со спорт голбол, кој е 10 години сме прваци на Македонија, учествуваме на шаховски турнири на државно ниво, има повеќе успеси. Да се биде лице со инвалидност, пред се не е сопствен избор, потешкоти и на секој чекор уште од најрана возраст. Исмејување, оговарање и нешта на кои не можеш да се налутиш. Јас сум Никола Чеделов, председател на Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди Кавадарци, лице со телесна инвалидност, кој што цел живот го поминува со својот инвалидитет, затоа што кај инвалидноста е настаната од само родување нели. Уште од најмали пати секогаш лицата со инвалидност се соочуваат со своите проблеми како од околината, така од надворешниот свет, така од собственото окружување. Рековме и сегаш тоа го потенцираме дека инвалидноста никогаш не е по собствена желба. Тоа е нешто што може да биде или вродено или подоста настанато и текот на својот живот. Потешкотиите најчесто се јавуваат уште од самото детство, со самото тоа што имаат лицата со инвалидност некоја заштита во наводници од своите родители и од своите најблиски, но би сакал да потенцирам дека тоа е најчесто неисправна одлука, затоа што самите лица со инвалидност мора што од најмала возраст да се осамосталуваат, нели, со тоа што потоа во животот тоа ќе се најде многу. Денес, како лица со инвалидност, особено активни во повеќе сфери, че пред се имаме најмногу проблеми со архитектонските бариери, кои што во едно мало место како што е Кавадарци се и како изразити. Лицата со хендикеп им е потребно секојдневно дружење и социјализација, така тие би имали достоинствен и полноправен живот. За жал, во моментов најголем дел од овие лица живеат затворени меѓу четирите ѕидови во своите домови, маргинализирани и социјално исклучени.